Денес тетовци имаа можност да бидат дел од изложбата на фотографии и видеозаписи, изработени од ученици од инклузивни училишта во рамки на проектот Креираме заедно, а во организација на Скопје Филм Фестивал и Сдруженијето за поддршка на деца и млади со попреченост Сината птица од Скопје. Во создавањето на финалните продукти учествуваа и учениците од основните училишта Андреа Савескичиќ и Шилирија. Станува збор за оваа изложба на фотографии која што ја изработија деца од инклузивни училишта од Скопје, од Тетово и од Струмица. Во работните групи на работилниците имавме мешани групи на деца, типични деца и деца со различни попречености. Добивме фантастични резултати, одлични фотографии, фантастични видеозаписи кои што тетовската публика ќе може да ги види денеска во Домот на културата. Децава некако многу природно сакаат филм, растени се со визуелни медиуми и некако од сам почеток интуитивно дури знаеа што треба да прават, така што многу повеќе време поминавме у само снимање отколку у класично обучување и тоа беше причината да се одлучиме како екипа да направиме документарен филм, зашто самите деца кажаа многу работи се отворија и кажаа многу работи за нивниот начин на живот, нивните ситуации тука во Македонија, како се справуваат, со нивниве попречености. Така што јас имам само позитивни зборови за овој проект. Децата со попреченост можат да бидат многу креативни. Важно е да се разбуди таа креативност. И јас како родител на дете со попречености, на дете со церебрална парализа, иако моето дете е со тешка попреченост и нема услови тој да биде креативен, бидејќи сум и во Сдруженијето за церебрална парализа, а попречености има од најлесен вид до најтежок вид. Јас сум свесен низ годиниве колку е битна креативноста кај овие деца. Многу луѓе сметаат дека затоа што ти имаат попреченост не се креативни и не би требало да се помачиме околу тоа да ја разбудиме нивната креативност. Но јас сметам напротив и имам лично искуство, бидејќи со Зоран Андонов, председателот на Сдруженијето за церебрална парализа, повеќе пати сме имале проекти за фотографија, за цртање, дигитално цртање и така натаму, каде што се гледа дека децата, и тоа колку се многу креативни, децата со попреченост, и поготово што ме радува е тоа што тоа нив многу ги весели. Кога фотографиравме, беа многу весели, задоволни. Секако тие фотографии се прилагодени на нивните способности, но самиот чин на фотографирање, на дружење е таа креативност, а на крајот на краиштата произлегува и многу добри фотографии. Креираме заедно е дел од проектот Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и Турција, финансиран од Европската унија и УНИЦЕФ.